Вие бевте дел од една трибина, наречена Разговори за иднината на Македонија во 12:05. Бевте како дел од независните експерти, адвокати, граѓански активисти што беа повикани на таа трибина, која што предизвика бура од реакции меѓу СДСМ и поранешните функционери на СДСМ, кои што беа и дел организатори на таа трибина. Отиде до таму, нели, што своите сопартици, актуелниот председател на СДСМ Венко Филипче ги нарече одработувачи за Христијан Мицковски знам 2.0, уривачи на СДСМ однатре и така натаму. Малку можеби повозрашен беше околу останатите независни експерти на трибината, па кажа дека сте биле излажани, заблудени и така натаму. Ајде вака јасно и гласно. Прво, дали ве плати Христијан Мицковски да учествувате на таа трибина? Многу добро знаете дека такво нешто не може да се случи, барем за оние луѓе кои се независни експерти, професори, аналитичари, кои беа таму, кои јас лично ги познавам и нема шанси да се случи, нити некој би дошол ради такво нешто. Тоа е се партиски препукувања. Жално е што тие партиски препукувања и партиите кои што се препукуваат меѓу себе, токму се тие кои доведоа до ваквата состојба, ваквата ситуација, во која државата е комплетно заробена, не функционира и далеко од демократска и правна држава. Интересно е што секој обид да се поразговара, секој обид да се лоцираат проблемите, да се даде една дијагноза на состојбата, али реална, од страна, не е преку партиски препукување и пребојување на партиски бои, е завршува на овој начин, некој е секојаш платеник. Не е тоа точно. Извинете, се чувствувате ли злоупотребе? Не. Зашто би бил злоупотребен ако некој ме повика да кажам што сметам дека е проблем во мојата држава? Тоа би требало секој од нашите граѓани да може и треба слободно да го каже. Затоа што ние друга држава немаме. Ние живееме во оваа држава. Тоа што ние седнуваме и, не знам, спротивно на масата се луѓе од СДС, луѓе од ВМРО, од било која партија, тоа ништо не значи. И тоа се луѓе кои се македонци, и јас не ги гледам и не зборувам од партиска гледна точка или за нечив партиски интерес, го кажувам она како граѓанин што го гледам, а што многу пати јавно сум го кажал и во ваши емисии, но и сум го напишал во колумни. Ако ме повикате, и било кој да ме повика за да се дискутира за иднината на Македонија, јас ќе отидам. И ќе го кажам своето критичко мислење во мигов и ќе кажам што според мене треба понатаму да се направи. Како да излеземе од овој зачаран круг, како навистина да се реформира судството, бидејќи тоа е мојата област за која можам да зборувам, за другите области можам да зборувам само како граѓанин. Но, милион пати ја кажаме, ја не случајно ви го спомнав прибе, точно што треба да направиме. Не можеме ние со козметика, со промена на закони, а сите ни викаат имате доволно широк круг на закони и уставна основа за да ги спроведете реформите. Не можат вас реформите да ви бидат само шминка. Значи, треба еднаш сериозно да се седне тоа метастазирано ткиво, али да се исече, без оглед кој се наоѓа во него, и еднаш за секојаш да почне да се бира во оваа држава квалитет, а не партиска книшка, непотизам, партиски бои. Тоа е проблемот кај нас.